нашата директна изложеност кон ваквите царини е многу мала. Меѓутоа, ако го погледнеме во таа структура што се спаѓа, имаме висока концентрација. Повеќе од половина отпаѓа на делот на транспортни средства и во делот на автобусите, тука ги споменавме, што значи дека во голема мера ќе бидат засегнати странските инвестиции и фабриките, странските фабрики кои што во моментот работат и се значаен извор и на вкупниот извоз, меѓутоа и на генерирање на работни места. Така што главниот удар ќе дојде преку странските инвестиции. Иако овој удар се чини дека е мал, меѓутоа на индиректен начин ние сме повторно поврзани од два аспекти. Од една страна преку странските инвестиции кои што главно ни доаѓаат од Европската унија, а Европската унија во моментот е сериозно изложена на овој удар, затоа што Европската унија, особено автомобилската индустрија која што е лоцирана во Европската унија, е еден од доминантните извозници кои што постојат и ќе биде сериозно засегната. Особено Германија, како наш Германија, најважен трговски партнер кој до сега беше погодена од кризата, а сега дополнително ќе биде погодена царините. Точно така, значи првиот аспект е вкупно странските инвестиции ќе бидат погодени, од тука странските фабрики, земајќи предвид дека треба да ги намалат своите трошоци, ќе имаме каскадни ефекти во нашата економија, каде што ќе се прелее тоа врз странските инвестиции кои работат во зоните каде што ќе веројатно ќе има притисок и за отпуштање, намалување на работа, а вториот ефект е оној кој што доаѓа од нашата трговска размена со Германија и германската економија.